Евентуалното доделување на околу 400 хектари земјоделско земјиште од Карбинско на било кој поединец, најмалку половината од тамошните земјоделци ќе ги исели од државата. Таа земјиште слушам сега некој си од Битола или од дека некој сакал да ја земе сета земјиште. А ние тука што ќе работиме после? Треба немаме ни паша, има нешто дел оставено за паша, сакат и тоа да ни го земат, а стока чуваме, нема кај да ја тераме на пасење, да ги одржаваме. А на нас нема, значи, меѓутоа исто, сакат младите да останат тука, да ги задржат у Македонија, а ги дават земјиштето, дават ја на поголеми газди, на фирми, а на нас помалите не дават ништо и како ние да обстанеме тука да живееме. А што да правиме ние ако не може да произведеме храна, кој ќе ја чуваме таа стока? На 60 души да речеме, по 5 хектара дават за сите да има. Значи да може да обстанеме некој, а ние вака што ќе обстанеме, не можеме ништо. Ќе продадеме стоката и ќе си тражиме друго чаре, што може да правиме? Ќе бегаме од тука, што? Најмалку 70 земјоделски семејства од овој регион се доведени во екзистенцијална неизвестност, зашто како мали производители тие не се конкурентни на огласите за распределба на земјоделско земјиште. Мој предлог е, има заинтересирани луѓе и јас сум еден од тие, земјата да се поделе од 3 до 5 хектара на надлежните органи, нека си најдат решение за тоа. Дали тоа ќе оде на тендер, дали ќе оде на невработени преку завода за вработување или на кој начин. И мислам дека ќе се задоволат 30 до 40 луѓе у Вајатар што се заинтересирани за тоа, со сите имам разговарано и мислам дека проблемот на некој начин ќе биде решен. На страна на земјоделците е и градоначалникот Јордан Насев. Ставот наши на општина Карбинци и на мене као градоначалник е да се даде поддршка, да се најде законска регулатива на сите овие 70-80 домакинства, да се рамноправно поделе земјата согласно постоечките законски регулативи. Доколку треба да се направи одредени измени во законот, да тоа се пристапи и према измени на законот. Иако размислувањата и реакциите на земјоделците во случајот можат да се разберат, сепак државата за цел има окрупнување на земјоделските површини. Со земјоделското земјиште управува Министерството за земјоделие. Јас се надевам дека сега сме токму на почетокот на новата сеидбена реколта, кај што ќе треба да почнат припремните работи. Мислам дека имаме сосим доволно време, 2 до 3 месеца, да се спремат тендерските документации и за наредна сеидба ова земја да дојде во вистинските раци на земјоделците во општина Карбинци. Со ова мислиме дека најголем дел од овие земјоделски стопанства, претежно младите луѓе ќе останат на село, нема да имаме миграции, нема да има иселување од општина Карбинци. Инаку во Карбинци има 90 регистрирани земјоделци и околу 500 хектари државно земјоделско земјиште, од кое на нив им зависи екзистенцијата. Од ресорното министерство пак денес информираа дека споменатото земјиште доправа ќе се распределува. Слободното земјоделско земјиште во атарот на селата Карарман и Карбинци се планира да биде предмет на јавен оглас во декот на 2019 година. Ова земјиште досега не можеше да биде предмет на јавен оглас, односно повик, бидејќи истото беше предмет на судска постапка која сега е завршена со правосилна судска одлука. Стои во информацијата од Министерството за земјоделство.